За нашата Снежана Коневска-Руси, која што е добитничка всушност на наградата за животно дело, токму на Војдан Чернодрински за 2025, тоа е информација која што и нам ни одекна вака убаво како нејзиниот глас. Баш убаво ехо од некогаш и сега, меѓутоа споделуваме, правиме една реминисценција со неа утринава и велиме секој од нас граби некакви интимни мигови кои што сме ги имале нели со неа можеби на театарската сцена или на филмското платно или пак токму она што јас и Ивана можеби, а и многумина од вас ќе се сетат на можеби нашето детство. Да. Барем јас и ти. А потоа сме ја гледале во разноразни можеби проекти, меѓутоа ај вака да се потсетиме, најдов на еден скеч покрај многуте кои што ги имаше, особено нели таа поврзана со децата, која што некако особено ни прави една безгрижност и една љубопитност, топлина, љубов. Колку прекрасно така ви враќаат некои џагори на улиците во Скопје. Така што ова нека биде потсетување и една мала куса најава за нашата фантастична дама. Браво, браво, браво. Што е ова? Денеска што е, а? Што се случува овде, ќе ми каже некој? Па правиме забава. Забава! Леле, супер! Супер! Њукица не бла! Леле. Седна на нашата маса. Ај... се извинувам многу се извинувам. А може за таа ваша забава и јас малку да припомогнам? Може? Ништо, не треба да ни помогаш, седни тука, ајде, ке те примеме, седнови тука, ајде. Едва е чекам да седнам. Мора и да легнам. Добро, сега седна, ама биди мирна. Јас, мирна? Јас сега и ќе пеам. Ти ќе пееш, има кој да пее. Аха, има кој да пее, а? Значи така. Баш сте ми биле другари. Ке си отидам јас, да знаете. Ама ке смислам јас нешто, ке видите вие. Не исплаши. И после кажете дека не ви враќаат најубави спомени. Таа не ја игра улогата, таа ја дише, таа не глуми сцена, таа ја осветлува, таа не влегува во лик, таа му станува вистински дом. Повеќе од 5 децении Снежана Коневска-Руси го живее театарот не како професија, туку како начин на делување, на дишење, на чувствување. Со 48, ќе ме поправите ако погрешив, театарски улоги, 10 на филмски, телевизиски ликови, 20 режии, асистенци, баш ќе кажеме дека таа е една жива хроника на македонската сцена. Тивка, доследна и гласна кога зборува, говори преку лик. Незината кариера е доказ дека уметноста не бара врева да се остави трага и токму на 59-тото издание на фестивалот Војдан Чернодрински, оваа година токму нашата Снежана ја одбележуваме некако и аплаузот го даваме конкретно за нависокото признание, награда за животно дело. Награда за една тивка епоха, за една силна дама, за една исклучителна актерка, не само добитничка, туку символ на она што значи да постоиш на сцената. Снежана Коневска-Руси. Добро утро, Добро утро, добар ден. Ова е наше прво гостување во Телма. Колку време го договараме? Сигурно може би повеќе 2-3 години. Леле, кога рече сеќавање на Дајте музика и на други детски емисии од тој период, вашиот. Од кога не сте ги погледнале овие можеби снимки? За мене ова денешнава средба е сеќавање на моето детство во детската радиодрама, токму во овие простории. И едноставно го паметам и тоа мало комбе или мало автобусче, кое што не носеше од Арапска куќа до Нерези, па рампата, па се паркира, па одиме во студијата. Па одиме кај уредниците, секаде, па снимаме весела вртешка радиодрами и така натаму, за после неколку години да преминеме малку и во телевизијата. Во секој случај, гледам дека ви е уништен многу. Околината ви е уништена, значи, оно не е се како што било некогаш и излегува дека ние постојано говориме за тоа што било вчера. Меѓутоа, тоа е знак дека нешто постоело. Без сеќавање на минатото, тешко дека ќе паметиме. Дури и луѓето, нели, ако не се сеќаваат, нема да постојат. Така е. Од тие причини ви благодарам за поканата. Ова најава не знаев за кого е, ама изгледа за Снежка. Да ве потсетиме за вашето 50 годишно постоење и децениско пулсирање на театарската сцена и филмското платно. И веднаш ќе те исправам. 48 си препишал нешто. Негде имаше напишано. Препишано е, точно така. 80 улоги, тие ја што ги броев.
а другите не ги Дупло повеќе од ова бројам. што го споменав. Затоа што работев доста и во театрите низ Македонија, во Струмица околу 5 проекти, во Велес околу 4 проекти, во Штип 2 проекта, во Команово 1 проект и во Битола 1. Така што и тие, ако ги вклучам, не ги бројам, ќе ги броиме годините. Зошто? Затоа што одбележувам 80 години. Македонски народен театар. Јубилеј, јас влезена во 8-та декада, а сето ова што се случува во Телма е некаде во минатиот век изгледа, така се вели? Се мислам вчера беше. Да, интересно е тоа што, извини Марче, ако ние сега зборуваме и некако со овие снимки, со разговорот и како што вели точно и со вашиот глас, се навраќаме во нашето детство, тогаш како, може и не можеме да замислиме како вие се навраќате токму во таа година или почетоците и овие простори и овие дел каде што сите тоа одново и одново го буди тоа чувство на тоа колку всушност време поминало, а како да било вчера. Едноставно така си постраќен ако мислиш дека е вчера. Да. И да си насмеан како што сте вие насмеани, така добивате еден ден плюс живот. Убаво кажа. Ние колку години бележиш веќе во Македонија и во Скопје и во телевизијата? За да му честитам јубилеј, затоа прашам. Па мислам дека 20-тина и јас отприлика. Имаш така, Ивана? Нешто повеќе од тоа, значи ако се моите почетоци пред на моја 5-та година, како ќе му биде сега? Сигурно 30-тина може. Сега во 5-та деценија. Нешто на 30 години. Како тоа интересно звучи кога кажеме сега ние 5-та деценија во животот. Така е. Меѓутоа, за мене вели, тоа ви споменав и зад камери дека прва реминисценција емоција ми носи Снешка од Дајте музика и мислам дека бевте најголемиот другар тогаш на оваа екипа. Да, се менуваат проектите, добро е што Дајте музика за новата генерација некако се уште постои. Меѓутоа, мислам дека сосема различно. Мислам дека вчера го говоревме како тема на разговор, за жал поради голотијата, промискуитетот и се она што денеска можеби на филмското платно особено се глорифицира. Ова време беше се тоа многу поспокојно, се вреднуваа вистинските можеби квалитети и животните квалитети и затоа велам дека тогаш и театарската и филмската уметност беше многу кревка, едноставна, многу лична и интимна, интроспективна. Баш како што беше можеби почетоците на Дајте музика за нас. Па веројатно и за нас учесниците ни беше интересно да се дружиме, да играме, што беше најважното. И без Пујовски и без Тања Гогоска немаше да бидат првата серија и продолжението втората. И сега случајно во Прилеп еден член од обезбедувањето ме гушка, ме крева. На Војденче Надрински? Да. И вели, јас те чував, вика, кога патуваше во Струмица, во Ландово, во Битола. На што си ме чува? Не можам да се сетам, нели? И тој вели, па дајте музика гостување. Така бевме чувани од милиција, полиција денеска, нели? И така натаму. Се менува, дури зборовите се менуваат, откако, нели, името ни го сменија. И така работи. А инаку, сакав да прашам, колку време календарски ги снимавте во тој период Дајте музика? Не знам се колку сезони беа во тој период, меѓутоа 2 сезони, значи. Што ви прави прво будење на емоции Дајте музика во тој период? Епа немој се на нас за тај сега да те прашам. И за јас и ти најновото. водителства, како? Ајде подсети се и подсети ме, тоа да јас сега да те прашам малку тебе. Така? И така си откривам по некои водители, на некој повод, на некој водење друго и така натаму. Добро, интересно, добро го совладал јазикот, што е особено важно, затоа што сакам сите јавни чинители, говорници, политичари, па и актери, не е важно, сите што се појавуваат на телевизија, што комуницираат нели надвор од својата средина, да говорат на чист литературен македонски јазик. И многу од вашата генерација и вашите колеги тоа го посакуваат и го порачуваат, но некако живееме во време каде што има многу други дистракции, да речеме, или социјални мрежи, нешто каде што и ќе го влече фокусот на младите, каде што имаме сленгови, каде што имаме некои нели англицизми и останати зборови на странски јазици кои што се повеќе се употребуваат и автоматски го изменуваат нашиот говор, особено кога збориме за оние кои што се бават со јавни професии. Зборуваме, да. Кои што се бават со јавни професии. И тоа и се случува или свесно или несвесно да. Значи социјалните мрежи не сте репер и не треба да бидат репер за нашата употреба на јазикот.
Говориме само за јавните личности кои што мора да внимаваат како се обраќаат. Тоа е главното. Значи, на театарската сцена се дозволуваат секакви варијанти во зависност од концептот на режисерот, од концептот на ликот што го имаш и така натаму, тогаш имаш некое друго богатство. Меѓутоа, кога се официјални обраќања, ова посебно се однесува на новинарите, соработници во телевизиите, во преведувањата, нели, на нахсинхронизациите ќе чуете различни термини кои што не се литературни, се погрешни. Не само што не се литературни, погрешни. Има неколку примери. Да. Сега да не бидеме под притисок да кажеме нешто што не е така литературно македонски, иако ние сме и повторно ќе речеме во таа, да речеме на таа средина, генерација која што израснала токму со таква нели гарнитура на актери кои што апсолутно го користеле македонскиот јазик, литературно. Па и естетиката на изразување поинаква беше. И во овој дел каде што се соочуваме со така наречено модерно време, во кое што повторно ќе речеме влијанието сакале или не, си го има и го гледаме. Да, тоа приватно можете и на улица, и со другари, и во друштво. Говорам за јавен настап. Но го гледаме на јавните настапи. Го гледаме на јавните настапи. Дали сметате дека критериумите се сменија? Тоа ме интересира. Затоа што сепак го има, а критериумите... Изгубени критериуми на вредно, невредно, убаво, неубаво. Професија, занает, значи се измешано. Место ние да го надградиме системот, ние го уриваме. Јас постојано говорам за архивите уништени, дали во Македонска радиотелевизија, дали во МНТ поради преселбата што ја имаше Македонскиот народен театар. Едноставно изгубено е. Вие немате што е тоа зад вас. А без тоа не можете да одите, ни да живеете сега, ни да одите напред. Да, така се губат и постулатите, темелите на една институција и да речеме за луѓето кои што ги поставувале тие стандарди. И постулатите на нашиот народ едноставно. Именно, именно. Не се чита, не се учи, што сакаме. Сега затоа благодарение вам и вашето семејство ги имаме овие фотографии и ова претпоставам дека знаете што пред некој период тоа велам дека го загубивме моментот да создаваме фотоалбуми дома, што е вистина погрешно, веројатно поради социјалните медиуми, тоа секако е баш инстант. И технологијата. Јас сега сакам да пофалам Владо Плавевски. Веројатно го познавате, починате, доктор, кој што нас не негуваше кога одевме на гостувања. Меѓутоа, тој секоја представа ја фотографираше и затоа јас имам фотографии дома. После известен период, веќе тоа не се правеше, дојдоа нови лица, поинаку сликаат и не може да ги најдете тие фотографии. Тој се бавеше и со пишување сценарија. Едукативната образовна програма во Македонската радиотелевизија се засноваше на неговото име. Сите сценарија беа негови. За Флоренс Најтингел, јас баш таа ќе апострофирам, затоа што сметав дека е многу едукативна, образовна за сите да знаат која е таа личност. Првата медицинска сестра, така. Едноставно, место да раскажуваш, доволно е да го видат и да знаат се за неа. Тој беше баш онака апострофиран за сите такви работи. Благодарна сум што таа моја, да речам, биографија во вид на слики ја имам баш од него. Сега додека... Каде што може вака да се навратиме, може тоа да го забележиме и со нашата камера. Да, на факултетот за драмски уметности ви предава Владимир Милчин и Љубиша Георгиевски. Е, тука не грешам. Не препишав. Кои нивни совети во текот на кариерата ве водат и денес, додека вие говорите, не ќе се потсетиме на овие фотографии? Јас за Владе Милчин имам така и убави и чудни сеќавања, затоа што после првата година ми се обрати, добив единствена осмица ја имам на прва година на актерска игра и на крајот ми рече: Снешка, ако мислиш да продолжиш навака, треба да го оставиш радиото и треба да се насочиш овде. Јас така малку и наетлива не го послушав и едно и друго и трето терав се виката. Наутро програмата почнуваше во 4 часот наутро. Возило ме земаше од дома во 3:30. Ја отворав програмата на Радио Скопје, прва програма. Во 6 часот почнуваше на македонски јазик, овие беа на албански и на турски. И работев до 9 часот. Во 9 часот доаѓаше втора смена. Од 9 часот на факултет работам до 2 часот, до 3. Мала пауза, одам на проба во театар, вечерта играм во представата во театар. Цел ден почнувајќи од 4 часот? Нормално било изгледа, сум можела да трчам, се вика тоа, како Марко сум и јас.
И така што интересно имам така сеќавања од Владо Милчев, но што е битно? Битно е што тој не научи да учиме. Значи, нешто ако не успееме да постигнеме, ќе те натера да прочиташ, едноставно да раскажеш и така натаму. Потоа имавме многу добра комуникација. Секогаш мислев дека тој повеќе внимание им дава на моите други колеги, помалку мене или на мојата актер, колешка Виолета Шапковска, која што во драмски, и Диме Илиев. Така имав некои чудни сознанија. Меѓутоа и тој мораше да оди во војска. Така што 4-та година добивме пракса од Љубиша Георгиевски. Тој конкретно, ти тоа ќе правиш, ти тоа, и едноставно сваќаш дека некој работи така. Меѓутоа тоа се доаѓа со годините. Искуството потоа те тера полесно да играш. Значи не да газиш, се вика тоа. И во тоа лежи успешноста низ годините, нели? Учењето на сите тие лекции ден за ден или период во период. Но ако зборуваме повторно, ќе мораме малку да се вратиме во минатото. Секој од нас во различна професија или во различна кариера, неблагодарно е да се праша кој период ни бил најубав или што е она кое што најмногу би го запамтиле, но секогаш има по некој пресврт или моменти каде што го памтиме како некој пресек и тргнување по нагорна линија. Во вашето долгогодишно творештво, кој беше тој момент или период, можеби? Тоа модерно сте вели аха момент. Не знам, секој момент, секој ден за мене бил интересен, атрактивен. Само ги паметам веројатно, можеби моите инциденти, да кажеме, аз сум обично по редот и дисциплината многу внимателна по тој дел. Меѓутоа знам една моја суспензија во Радио Скопје. Да. Од кои причини? Од кои причини? Со Благој Крстевски, вечерни вести, негде околу 12 часот, и читаме некои вести, и мене ми доаѓа да прочитам тој човек Бен Хамуда. И ја гледам техниката, ја поздравувам и режијата, и ги гледам техничарите, се кикотат, и нормално таа смејата се пренесува и на оваа страна. Заразно е. Заразно е така, и Снежка не може да дочита. А тогаш контрола имаше уредникот Благојче Стефановски. Да. Ова е која година? Ова е, значи, во радио сум од 72 година, 73-та редовно вработена во Радио Скопје, како спикер, презентер, водител. И на младинска програма со Чоловечи, со Марко Уштеден и така натаму. Не е важно сега, да не ги гнјавам имињата. Во секој случај имав така одлука од уредникот дека казната е таа, суспензија. Си ја издржав казната, добро, меѓутоа сум благодарна што тие ми дозволија месец дена да ја направам дипломската на факултет. Се случило со причина. Да. Некој работи. Благодарна бев на Радио Скопје, на целата екипа, на сите колеги, Симон Беличанец, Миле Попов, Нада Велковска, прекрасни, значи, Оливера Попанкова, Иван Антонов. Значи, се дружев со најстарите, морав да ви кажам. Тоа. Многу сакав така да бидам поумна, до нив да видам, за да можам да слушам што говорат. Па, веројатно нешто и останало. Да се обсервира. Инаку, родена сте во 52-та во Ниш. И навистина имате неизмерен импакт. Меѓутоа, по усовршувањето во пантомима во Софија, што тој јазик на бесета преку тело можеби сте донели во македонскиот театар? Па мислам дека треба да е голем обсегот, меѓутоа обично не се фалиме со тие детали. Јас само пофалив Академијата на надпис, тоа е мюзикал, кореодрама и пантомима. Заедно е, да. Ги пофалив затоа што се многу наставниците, професорите, се многу јаки во Бугарија. Значи, не можете да поминете тамо ништо ако не сте добро подготвени. Видов голема разлика меѓу нашата академија и нивната, и таму има пауза само 30 минути. Пред пладне до 2 часот, пауза 30 минути, пак продолжува наставата. И вечерта, значи, обврзно одење на представа да се гледа. И сега мене ми беше тоа, да речеме, специјалност, употребата на платното. Значи, се што правам од прилика, во некои представи за деца, за млади, го користам тој шнит, се вели тоа, игра со платно, и сакам кога зборот преминува во музика, во песна, песната или музиката во танц. Тоа е таа комбинација што ја имам од режијата.
И едноставно гледам, значи сега гледам и на времето, ти не го гледаш сатот, многу зборуваме, а немаме танц. Само без грижи бидете. Немаме танц. Не можам да бидам без грижа. Јас сум научена во минути. Гледаме дека дисциплината ви е правило број 1. Не, навиката е тоа. Навиката. Радиото, телевизијата, па и вашата телевизија, овде соработував уште кога беше и Ристо Лазаров. Така што тоа ми останало да мислам дека мора одредени секунди и минути да бидат потрошени. Оти секогаш имате и нов гостин, друга програма. Следени сте, барем од мене сте следени. Јас ги проверувам сите телевизии и порано кажував дека нема доволно внимание на културните настани во Македонија. Веројатно сега после добиената награда, можеби па многу бев чест гостин на телевизиите. Меѓутоа, емисија целосна, која што мора да го следи настанот активно, па далки има разговори или не. А овие ги сметам дека е пополнување на просторот, нели? Сега не е културен дневник како во Србија, бидејќи тоа значи дека има и некултурен дневник. Меѓутоа, овде има вести од културата. Вести од културата. Баш така. Значи, мора да се направи нешто. Ако Снежка, конкретно со представата Женитба, Агафија ја играв, Македонската радиотелевизија во живо пренесуваше програма 7 дена. Ова е Женитба? Ова е Женитба, да. Чекайте вака. Имаше исто така разговори, значи снимање на разговорите, и ако смета, нели, монтажерот, нешто се фрла, нешто останува, меѓутоа тоа е жив доказ дека се случило нешто. Разговор со публика, разговор со актери и така. Ние, да речеме, делумно знаеме тоа како изгледа и на многу моменти знае тоа да недостасува, но веројатно овие понови генерации, заради тоа што го немаат тоа чувство, а живеат во брзо време, и брзи рилови, вака ќе се изразам, нели, и веројатно кога ќе ги слушаат овие разговори или кога ќе треба да се пренесе знаењето на помладите генерации, веројатно за нив е тоа малку чудно. Оно кое што го прочитав последно како податок е дека генерацијата Z или Gen Z, како ја викаат, е дека е се помрзлива генерација во смисла на тоа дека тие не се научени, а ова го кажувам апропо тоа што го спомнавте, сте станувале 3,5, сте тренувале од 4 часот на работа до цел ден голем број активности. Овие денешни генерации, особено оваа генерација се напоменува, а тоа се под истражувања, дека се многу лежерни, стануваат кога им се стануваат за да легнат и така ти се чудам колку минути и секунди употреби за да ги оправдаш новата генерација. Не, ова е ама добро, факти, ама ти ја правдаш, цело време ја оправдуваш. Не сакам да направиме разлика од тоа време и ова време. Добро, разлика, да, меѓутоа јас го слушам како оправдување на новата генерација со новите системи, новите правила. Не, јас мислам дека ние би требало да бидеме реални, нешто што е факт треба да биде и нешто што било некогаш исто така гледам, факт. Гледам, пази, мојата професија е емисија. Морам да делувам на најмладата генерација. Детските драмски студија што ги водеше Снежка на ниво на општина Карпош со 10 училишта, беше едуцирање на таа публика, едноставно некој од нив стана кореографи, костимографи, драматурзи, потоа преминав и на подготвување на студенти на академија и ден денес се дичам со моите студенти. Тоа ќе ми беше прашањето, сакав да докажам, дали во соработка со младите ваши колеги и со студенти забележувате такво нешто или не? Бидејќи како пример тоа можете да ни го кажете. Па веќе ти кажав на извесен начин, за да не прераскажувам повторно. Значи, секој мора својата професија да ја направи да биде и мисија. Значи, не е само да се зборува, да се делува конкретно. Текстот кажува, дејството прикажува, а подтекстот означува. Кратко и јасно, тоа е, значи, нашата работа реално. Што, како и зошто. Иако верувам дека не го користиме сега како алиби, верувам дека секој се обидува да биде најдобра верзија, да се обиде да се адаптира во времето во кое што живее, како што ние да речеме, генерација наша и така натаму, поаѓајќи од нашето најлично обкружување, да речеме Ивана со своите дечиња и така натаму, верувам дека секој се обидува. Најдоброто што може да го понуди за овој свет е сега, кај вас има еден, да кажам, еден децениски израз, различен, еволутивен, кој што сте го поминале со секакви премрежи и верувам дека тоа и доведува до да бидете, можеби, да ја кронисате на некој начин, всушност и ова, можеби, дејност или занет, би го рекол. Меѓутоа, со Ивана, уште едно што кажавме, Снежана, дека
нешто што мене ми е можеби најинтересно е тоа дека дикцијата ваша и гласот е се уште како еден во позитивна конотација остар нож за многумина. Да. Колку публиката денес го чувствува вашиот глас како еден директен удар, би рекол, вака метафорично, кој е најмокниот момент кога дикцијата ја пренесе една цела емоција самостојно? Види, понекогаш мојата дикција до моите колеги предизвикува можеби и лутина и мислат дека ги карам. Значи и тоа го има. Меѓутоа, ако не ги карате, нема да добиете и резултат. Бидејќи се така им поминува меко. Мојата ќерка велеше: мамо, не ја карај Билјана Беличанец, ја подготвував за академија и до плачење беше Билјана. Јас не попуштав. Значи, мора да истраете, мора да добиете резултат. Сето тоа е со добра намера им идено. Па сега са добра, не сум мислела ништо лошо, меѓутоа сум знаела дека може уште нешто да се извлече. Така што и работата на режисерот мора да биде таа насока, да извлечете што повеќе од актерот. Актерот нема само две маски. Маските за лица грди, никакви, секакви има. Без маски ништо не сме. Ама пред вас, ако актерка стои, душите и лицата во неа се 33 на број. Тоа е од еден мој проект Театар љубов моја, каде што правам баш комбинација за маските и кажувам дека така гласево и латинското мото во театарот кај што Шекспир играл, totus mundus agit his reonem. Светот цел во глумење се дал. Па и вие, може би не сте расположени, но морате да бидете расположени. Да. На телевизија, на емисијата и тоа вие. Именно. Да, можем и тие да ги покажам. Да, ова не е проблем, веќе не можам да ја гледам, здодевна е. Да се потсетиме ова е? Ова е театарчето Мира лектира со најкренат нос принцеза. Една представа. Долго години работевме и со Афродита Кирјаковска, прво во салон 1919, представи за деца. Ова е обратно. Е така, ова е веќе со Виолета Джолева, откако дојде од Босна. Така, веќе режираше кај нас, Слугинки. Со Катина Иванова бевме баш партнерки одлични. Ова е сама? Ова е една невеста, едноставно на театарот одиграв многу невести. Ова е монодрама? Не, ова е со ансамблот од Штип. Така и со нив имам доста одиграно представи. Сега да се посмееме малку. Така, ова е Свекна нова 96-та година, да. Кога ми направија, ова така. точно рече си 30 на години. Да. Ова е екран кој што излегуваше како забавен магазин во Нова Македонија и овде сте во друштво со Том Хенкс, Ептен сме друштво, К15, Бјорк, меѓу другото. Тука е покојниот Гоце Арнаудов. Гоце, така, и овде горе е... Джени Гард, мислам дека беше. Не, нашиот пејач. Джукси? Джукси. Джукси е горе. од оваа страна, да. Тука. Едно подсетување. Да, ретко денеска ни магазините, ниту пак весниците ги имаат можеби овие мигови. Па јас жалам што нема критика и денес. Во својата биографија гледам дека до 90 и некоја што сум играла, имам критики од различни, значи Мазева, Иван, незиниот татко, Петре Бакески, Христо, Петрески Плевнеш и така натаму, многу критики, ги чувам, баш напротив. За добро ги чувам, без оглед каква е критиката, нели? Но важно е дека постоеле и пишувале, гледале и запишувале. Сега вие немате, сега имате на социјални мрежи. Немам Фејсбук, не комуницирам на социјалните мрежи. Ако не се видиме, ако не разговараме, не. Апсолутно. Но тоа е ваш личен избор, иако така. Тоа што го гледаме ние во денешно време апсолутно е обратно. Упорно е да ми докаже за новото време. Не, јас сакам да направам паралела, бидејќи вие одлично што нели спомените ги евоцираме и тоа е она кое што се случувало и по кое што сите на некој начин сме носталгични, но ова време е ново време и носи нови работи. Дали се или помалку или повеќе некои работи почитуваат или не почитуваат, исто така имаме различни дискусии, но јас би прашала, ако, бидејќи сме веќе некаде кон крајот, ако би можеле да му дадете совет на своето помладо јас, од оваа временска дистанца, што би било тоа во смисла и на порака до оние кои што можеби сакаат да започнат да се занимаваат со актерството и да бидат актери? Или до помладите актери? Совети не давам ни себе си, ни на другите, а ми откривам што поседуваат едните, што поседуваат другите
и што веројатно поседува уште Снежка. Така што ние не сме чувари на мудроста, како што имаше една акција. Јас баш ги поправив и велам, ние сме чувари на лудоста. Ако не си луд и ако не го чуваш детството во себе, не ќе можеш и натаму да играш, да се занимаваш, едноставно занај да тераш, ама и да едуцираш. Уште само нешто. Уште нешто? Да, уште малку ги потрчаме. Време. Бидејќи кажавме во овие 5 децении преку 80 улоги. Да. Ја запрев до 80 намерно. До 80 намерно, да. инаку. А инаку има други. Вашите улоги вистина се многобројни и разновидни. Сега ќе ве потсетам од Маргарита во Ричард III до слепата девојка во крчма под зеленото дрво. И сега, дали некој пат длабоко во вас по една улога останува еден перманентен дел од карактерот на ликот и можеби, не знам, за многумина ќе кажате најтешкото прашање, меѓутоа кој кадар од некој можеби филм, ваш личен или слично кој што сте го погледнале, би го закопале во еден времеплов во иднина и како тога за тоа што значи да се глуми? Значи, го фрлам зборот глуми, а ми се игра. Го употребувам зборот да играме, односно ние играме. Затоа што кога ја играв Маргарита, Рахим Бурхан рече престани да бидеш дете и немој да одиш во радиодрама и во радио Скопје. И јас пак не го послушав. Значи си продолжив по своја, меѓутоа таа улога откри некои нови лица или нови карактеристики на Снежка и затоа следуваше и награда за најдобра женска улога за Маргарита. А една слика што ја паметам со него во театар Будва, каде што ме натера да одам по водата на езерото. Нормално долу има поставено малку практикабли и едноставно се движиш само по водата. Тогаш ја играв Еѓупка, немам фотографија, инаку е многу интересна представа на која говорев македонски, српски и ромски. Се учи. Мислам, речениците може да ги научиш. Мислата е само на македонски јазик и затоа понудата за да одам во Германија ја одбив, затоа што сметам дека веќе мислам на македонски јазик. А можеш да направиш улога со различен јазик, нели? Така, како слика тоа го паметам, а слепата девојка, таа беше крчма под зеленото дрво, каде што добивме награда Шишков и јас за епизода. Некоја каде што играв слепа. За мене тоа беше чудно. Сега викам, се гледам како да ја играм. Меѓутоа, денеска соработувам со интернатот Димитар Влахов за слепи и слабовидни лица. Им правев јубилеи, правам представа со нив заедно. Бидејќи работам за Сдруженијето Различни а еднакви за лица со попреченост, инклузија, со актери и со такви деца, кои што знаат да ти ја најдат цаката и вака само покажува Снежка. Може не знае да каже, да раскаже, но знае што е тоа што го бараш од него, а таленти секој има по некој, само треба да го откриеш. Толку е тоа. Така што уште една представа ја паметам каде што играв, се појавував, така можам да кажам, Рави се викаше, Љубиша Георгиевски, играв девојка која што држи гулаб, чува гулаб во еден кафес. И на крај само се отвора кафесот, излегувам јас и гулабот полетува во театарот. Зошто ми ја дала оваа улога? Ни збор не говорев. Јас велам таа да не зборувам ништо, баш ми беше чудно. Викам, чека да видам што сака режисерот да направи. И така исчекуваш малку да видиш и гледаш кај се движи. Го гледаш концептот на режисерот. И тоа е некогаш потребно. Значи, работата на режисерот е да најде една љубовна врска со актерот или актерот да најде љубовна врска со него. Како што Унково Стрекина нова, што да правам сега јас, ти само Ненад го гледаш. И тој доаѓа и на овца ми шепка, сега ти се моча. И ми ја реши улогата. Сакам да кажам, со толку ситни нешта, толку ситни работи. Овие се тие некои убави животни орнаменти кои што ги помните и мислам дека ми го потврдивте фактот дека не е важно што сте кажале некому, што сте му направиле некому, ами како сте се чувствувале до некој. Е така ние денеска убаво ни беше да си ги подлечеме овие 50 години, една трансформативна моќ, глас кој што трае, Снежана Коневска Руси, чувар на
сценската До уметност. следното видување, до видување. Да. Така е. Ќе Да не биде бидеме премногу, водители. да не бидеме премногу до Не, ќе следното. смислиме некој настан. Таман Ова беше- водители. Нема да биде Ова беше смислено. одличен повод за гостување и одличен разговор, што верувам И дека беше легитимно е да ве има доста интересен. секој, можеби наш колега од медиумскиот свет, нашите колеги, за да го вековечат можеби и овој момент. Зграбете ги миговите. А јас ќе ве затоа што- чекам. Јас ќе ве чекам Ама за да ние ги нема да дочекам. чекаме, нема да Добре. чекаме нов момент. Не, јас Можем без повод. вашиот. Јас вашиот момент ќе го чекам. Така? Да, да. Може да се чекаме, но и да се видиме поскоро, се разбира. Да се убаво. видиме зубави мигови. Да. На Се крајот на убаво. денот. Благодарна Снешка. Благодарни Убав ден ви Марко Ивана. посакуваме.